во овие општини, кои што според катастарската парцела ги излажавте дека со брата Рој ќе инвестира 200 милиони. Па Ширево, Азимбегово, Кнежје, Црнилиште и така натаму. И ја би се срамел. 200 милиони да ги лажите луѓето, дека со брата Рој ќе инвестира, па така сте ги добивале гласовите. Втора работа. Договорот очигледно погрешно го толкуваме. Колку рековте, господине, сте наплатиле за банкарската гаранција? 5 милиони? 5 милиони евра. Така сте наплатиле од банкарската гаранција. Како сте можеле да наплатите 5 милиони евра? Во договорот пишува 5% од вредноста која што со брата Рој ќе инвестира во првите 18 месеци. А тоа се 60 милиони евра. А значи сте направиле договор и ваков и онаков. Значи, окей, ајде вака. Член 6. Банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот. Закупецот е должен да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, кој мора да е безусловна, неотповиклива и наплатлива на првиот повик, како и да е во висина од 5% од вкупната вредност на предвидените инвестиции согласно овој договор во првите 18 месеци. Че вие сте го потпишале овој договор и сега мене се обидувате да ме убедите дека не сум во право. Па еве го договорот. Еве го договорот. На 60 милиони 5% се 3 милиони. Не се 5 милиони. Значи, замислете, колеги пратеници, образот кон овие луѓе чинел 3 милиони. Прво, ние како опозиција не знаеме дали е наплатена банкарска гаранција. Но јас сум чесен пред себе и ви верувам. Па на крајот на краиштата се познаваме повеќе од 30 години. Јас ви верувам. Државниот ревизор, кога ќе дојде, ќе констатира наплатени се, не се наплатени, имало наплата 3 милиони, 5 милиони. Втора работа. Тука завршувам со договорот, вашиот да го браните, моје да го читам, но граѓаните нека судат, изворно го прочитав. Не се само инвестициите на собрата Рој во делот на лажната политика на владата. Се сеќавате на оваа слика, бидејќи се занимавате долго години со земјоделието. Знаете кој е овој? Груевски, а овој овде е министерот за земјоделие претходен од вашата партија. А овој до него е Џон Парк Рајт. Го продававте во Македонија дека ќе донесе 20.000 говеда. Се некако се врти околу бројкава 20.000. 20.000 крави, 20.000 говеда. Срамота е да ги лажете така граѓаните. Еве ја сликата, па ја ништо не измислувам. На сликата се Груевски и Џон Парк Рајт. И тоа беше продадено како невидена историска инвестиција до сега во Република Македонија. 20.000 говеда. Јас затоа прашав, тука ќе завршам, господин Димовски. Која е цената за срамот? Која е цената за лагата и зошто да ги лажеме македонските граѓани?